на социјалните мрежи и на Фејсбукот. Добро. Да, ако имаме тука, само се извинувам, почитувани слушатели, и Сотир се извинувам да пуштаме на песма додека ги средам работите. Гласот. Почитувани слушатели, само за момент. Се надевам дека со нашата техника дека се е во ред во овој момент. Во Република Македонија е рано наутро. Тука да го гледам дека господин Сотир Митрев и пред мене, Сотир Костов, дека се е во ред со техниката и гласот и камерата. Добро утро, господине Костов, на вас и добар ден на нашите слушатели овде во Австралија. Добар ден, Ицо, да сте ми живи и здрави и поздрав за тебе, за твоето радио, емисијата и сите македонци во Австралија.
Сметам дека сте еден од добрите познавачи на правото во Република Македонија, адвокат, правник, бевте и јавен обвинител во Кочани, Виница и така натаму. Како што најавив јас во нашата радиопрограма и со вас, кога разговаравме за ова интервју, денес ќе зборуваме за веќе покојната младата Вања Ѓорчевска и фризерот Панче Жежовски. Господине Костов, Македонија е завиткана во црно повеќе од 2 недели, тоа беше некадека и 27 ноември, кога јавноста дозна за исчезнувањето на младата Вања и исто така и на фризерот Панче. Тогаш во тоа време во Скопје се беше конференцијата на ОПСЕ и Скопје важеше за најбезбеден град во Европа, па и, ако да не речам, и во светот, после Москва. Меѓутоа во Европа, да, секако беше најбезбеден град. А во Македонија или на македонскиот народ, македонската нација, нас ни се случи ова грозоморно убиство, тогаш не беше убиство, односно грабнување на младата Вања Ѓорчевска и исчезнувањето на фризерот Панче Жежовски. Јавноста дознава после 2-3 дена што правеше МВР, полицијата и другите гранки за безбедност во Република Македонија, кога Скопје важеше за најбезбедносен град во Европа. Прашање на местуица, ама не знам колку можам да одговорам што правела полицијата или Министерството за внатрешни работи. Може би повеќе можам да одговорам што не правела или што погрешно правела, од причина што видовме многу пропусти, многу дупки во таа предкривична постапка или постапка во која работите ги извршува полицијата. Напред морам да кажам дека ние сите се уште сме во шок. Сите сме љути на власта, а не сме свесни можеби се уште што се не снајде. Најмногу сме разбеснати за оваа морална безобзирност и отсутство на било каква совест на некои наши македонци, кои ете дури и во политиката биле клучени, како членови на политичка партија или лидер на партија. Ама како и да е, најголема ни е тагата и жално за изгубените животи. Јас оценувам дека подеднаква е загубата како за малолетната. Јас се трудам имиња да не употребувам, барем во оваа фаза, така и на малолетната од Скопје и пензионерот од Велес. Лично мислам дека ова што го кажавте вие како констатација за Скопје најбезбеден град во тој момент, во тие денови, пред за време, па дори би рекол и по оваа конференцијата на ОПСЕ, вие точна констатацијата, ама сепак реалноста ни покажа дека не било така безбеден град, барем не за сите. На жал, одземани се еден млад живот, на малолетничка од 14 години и на еден пензионер од 74 години, тоа се две ранливи категории и како општество, а повеќе како држава и систем, ние сме засрамени од причина што сето тоа се случувало нормално кажано пред очите на органите за прогон, а така малку по народски кажано пред носот нивни, ама или не сакале да видат, или не можеле да видат. Знаете како, дојде време кога можеби е крајно време после 10-15 години повторно да го поставиме прашањето кој вадиш Македонија, каде одиш Македонија. Се сеќаваш кога во средните и касни 90-ти години не плячка, не правеа армија стечајци, невработени, социјалци и така натаму, ги поставувавме овие морални прашања. Ама еве дојде ред после толку години да поставуваме и зошто не отепуваа
Има еден интересен филм со едно реторичко прашање. Ја нема да го кажам, бидејќи се работи не за луѓе, него за едни животни. Ама зошто ги убиваат малолетниците? Зошто ги убиваат пензионерите? Дали сме толку сиромашни со знаење и имаме толку отсуство на умење? Дали може прво, господин Костов, да расчистиме? Мене ме интересира повеќе за МВР, ме интересира за безбедносниот систем, бидејќи Скопје беше тогаш под камери. А овие коли Цитроен и луѓето осомничени кои учествуваа во грабнувањето се шетаа како низ бит пазар, слободно. Тоа мене ме интересира да објасните. Да, па јас сакав да дадам еден мал увод и еве го завршувам се работи за отфрлање на христијанско и легалистичко поимање на државата, на политиката, на правото и на власта, поточно на начинот на владење на власт. Од самото настапување на првата заедничка конференција на МВР и на обвинителството, ние наместо да ни бидат некои работи до некаде разјаснити, нам работите ни станаа уште многу понејасни, поточно добивме многу контрадикторни и чудни информации, нелогични информации. А тие се однесуваат на пропустите и неправилното, ненавремено постапување пред се на Министерството за внатрешни работи, а секако и на обвинителството. Ајде да почнеме по ред. Одиме со време на извршување на кривичните дела. Тоа е еден од главните елементи. И еве и место на извршување на кривичните дела. Првото грабнување на 22 и тоа е сигурно, и не знаеме кога е извршено првото убиство, се уште денес не знаеме, а веќе имаме осумничени луѓе, веќе имаме луѓе притворени, сослушани и пред обвинител и пред судија на претходна постапка, одредена им е мерка заштитна, и ние не го знаеме времето на извршување на убиството на пензионер. А не го знаеме и местото на извршување, дали е во неговиот дом, дали е во патничкото моторно возило кога го односеле, пренесувале до неговата, за жал, крајна дестинација, или е на местото каде што е закопан. А од 22 запалено каде што беше, може да биде и каде што беше запалено, но меѓутоа не, имаше коски. Телото е најдено во селото кај Велес. Значи ова последно отпаѓа. Така. Сега. Од 22 имаме еден преломен момент 24 кога неговата ќерка пријавила, и имаме втор преломен момент 27, значи цели 6 дена за ова пријавување на грабнување, а се испостави и убиство, немаме никаква видлива и успешна активност на Министерството за внатрешни работи и поточно на УВР или СВР, не знам како сега стојат работите, во Велес. Тоа е знак дека целокупниот фокус и најголем број од силите биле ставени на организација успешна на ОПСЕ, каде што имаше илјадници гости од 50-60 земји во Европа и светот, и големи високи функционери, државни секретари, министри и така натаму. Се случува сега на 27-ми, тоа е Велес и периферија на Велес. И еве да речеме, не е центарот, столицата на Македонија, значи еден вид, иако Велес во никој случај не е периферија, ама во провинцијата, да речеме. Да, селото како Бразда се викаше, како се викаше? Така, да. Бразда. Сега на 27 имаме повторно грабнување и веднаш брзо извршување на убиство насред Скопје, во срцето на Скопје, Дебар Мало. Тоа е булеварот Илинденски. Илинденска. Тоа е воздушна линија, може би 300 до 400 метра од владата. И тоа е срцето на Скопје. Скопје некој ќе рече Кајси, некој ќе рече Скопјенец, не, јас сум Дебар Мајац. Тоа е поим
култната и Дадија е таму, повеќе други објекти, таму е Министерството за одбрана и е малку чудно како можело тоа да се случи, никој да не го забележи, а особено од органите на прогон. И сега доаѓа тука она што го спомнавте вие, системот SAFE, сигурен City. град, City Safe Safety, Да. ама нешто испадна не баш така safety тој град. Ја сум пензионер, последните 25 години ги поминав во воздухопловството и многу добро знам што значат поимите safety on the air, во воздухот, и security on the ground, на земјата. Да. И доколку сакаме тие две работи да ни се на високо ниво работи, извршувани, велиме quality, квалитетно. Е баш ова работа, надзорот на фреквенција, на промин на луѓе и патнички моторни возила и настани видливи, не е добро организирано во тој ден во Скопје, барем за неучесниците на ОПСЕ. Во 7:20-25 минути, едно девојче треба да тргне на школу, се претпоставува, и тоа не е сигурно, и пак сега како и кај првото убиство и грабнување, пак имаме недоразбирање. Дали во ходникот на заедничките простории на зградата е грабнато? Дали кога излегло тоа е грабнато? Според верзијата на полицијата во ходникот, па завиткана во вреќа, наводно со спење, па ставено во патничкото моторно возило, па однесено на периферијата на Скопје, теглово и убиено, закопано. Значи, грозоморен чин. Значи, јас како човек кој 10 години спроведуваше кривично право и 6 години плюс како адвокат кривично и друго цивилно извршено право, можам да ви кажам дека тоа е грозоморен чин. Еден друг медиум споредував со убиството 97 година во Видница во судска сала на адвокати на две фамилии. Ја бев адвокат на трите фамилии на оштетените и ме потсети на тоа и додатно во шок бев, реков пак ќе се соочуваме со такви работи после 20 и кусур години, тоа е знак дека ние воопшто не сме сигурна држава и можеби е тука моментот да го поставиме прашањето кои вредности ги штити нашето право? Дали ние имаме правда, јустиција? Дали кај нас... Господин Костов, дека правда немаме се знае воопшто. Сакам да одиме понатаму. Спрема она што читав јас, што слушав, вие сте експерт, вие сте обвинител, адвокат и така натаму, имате големо, широко искуство. Пред зградата на Вања, на девојчето, јас ја именувам, да, има 3 камери каде што се движи Цитроенот. Цитроенот се движи по улицата заедно со девојчето, веќе ги видовме тие снимки. Да, ама видете вака сега. Полицијата не ги потврдува тие снимки, се уште не ги. Тие снимки се пуштени од заинтересирани граѓани, од албанец новинар, кој јас оценувам дека во случајов не бара сензација, него сака да помогне. И после толку дена, полицијата се извинувам. Значи, снимките кои се пуштени во јавноста не се од МВР, од полицијата. Да, ама полицијата е таа што треба да ги потврди. Ја молам, пратиме добро, види вака сега. Ако денес очекуваш да ти коментирам што е пишувано, што е нагаѓање, што е шпекулација, јас ќе го одбегнам тоа и ќе го оставам некој друг тоа да го зборува. Јас ќе ти зборувам за веродостојни информации. Добро. А за манипулациите што ќе направи полицијата во врска со тие информации, за крејењето на делумната или целата вистина можеме да зборуваме. Бидејќи мене животот ме научи, овие 40 години практицирајќи го правото, особено кривичното право, да зборувам за конкретни кривични дела, да зборувам за конкретни сторители, да зборувам за место на извршување, време на извршување, начин на извршување, тука негде да застанам, тоа се едно десетина велеме ние златни прашања на криминалистиката.
Ама кога за нив зборуваме, ние мораме да се подпираме на информации во кои се содржани индикации, најниското ниво на информациите, аргументи, и тоа не било какви, туку логични и веродостојни аргументи, па факти, и тоа не било какви, ама непобитни факти, и на крајот докази. Така, Во случајот, да. многу малку имаме материјални докази, барем малку докази презентирани на јавноста, она што може да и се презентира, од страна на полицијата и на обвинителството, и затоа е јавноста згрозена од чинот што го направиле сторителите на кривични дела, ама и резигнирана, бесна од односот на МВР и на обвинителството кон пошироката јавност. Се покажа дека јавноста испадна многу подобар истражител во претходна постапка и во полициска постапка од самите органи. Затоа јас веднаш го поставив прашањето на одговорност, претходно на моралност и на поднесување оставки. Не сакат да чујат. Не сакат да чујат. Сега, сомневањата можеме да ги коментираме, ама манипулациите и шпекулациите јас нема да ги коментирам. Мене не ми го дозволува тоа интегритетот што го имам, што толку години што сум работел. Да, добро, вие сте сега јавен обвинител, вие мора да зборувате Не, спрема сум бил, факти. тоа во многу одамна. Добро, добро, сепак Значи, сте биле и Да. сте сега. Тоа не се Да. бриши, не се бриши Добро. тоа со Значи- кума. Јас и затоа ве побарав вашето искуство да го пренесете на нашите слушатели и оние кои не следат на YouTube и на социјалните мрежи. Да. Видете, сакам со тие факти што ги презентираше јавниот обвинител на првата конференција и Оливер Спасовски, беа многу сомнителни и многу со големи, како да кажам, точки, запирки, со големо растргнување, како луѓето двајцата не знаеа што зборуваат. Таков беше. Тука се согласуваме. Така беше барем мојот впечаток. Јас ги следев со отворени шест уши. Ицо, впечатокот ти е многу исправен и тука веќе 100% се согласуваме, беа како прво нелогични, како второ збунувачки и како трето контрадикторни. Еве, иако не одам по сегменти, него одам логично след на работите, ама веќе вадам сегменти. Вика бубе обвинителот во еден момент. Секој од соучесниците во извршувањето на кривичното дело многу добро знаел што прави, претходно се договорили и секој си ја извршувал својата работа, па така се случиле двете грабнувања и двете убиства. Ако е така, зошто не ја употребува формулацијата злошторничко здружение и зошто предметот не оди во обвинителството за организиран криминал? Тој сам е гојцата злошторничкото здружение, а одат по поинаква инкриминација. Второ, зошто одат, одма кажуваат од користолюбие за малолетничката било извршено убиството, кога воопшто нема манифестација на барање на откуп и воопшто не гледаме користолюбие во нивното дејствие на извршување на кривичното дело или поточно на битието на кривичното дело. Зошто не ја земали инкриминацијата од подолниот став каде вели убиство на женско лице или малолетник? Значи, од старт се докажува делото, малолетничката е убиена, најдено е телото, осомничени за извршители, соизвршители, соучесници и помагачи имаме, и местото на извршување го знаеме, времето е ставено во едни рамки која е определливо од 7:30 до некаде, да речеме, еве нека е според нив 2 сата, ама еве да расшириме до 11 до 12 часот, иако јас се сомневам дека многу порано е убиена малолетничката. И многу чист случај имаме тука. Тука имаме многу чист. Зошто не се сигурни каде е грабната? Зошто да пуштија тезата за задушување, кога имаме прострено? Сега доваѓаме на вистинското
вистинскиот фокус кога е во прашање извршување на вакви громорни кривични дела. Каде се тука наодите и заклучоците од полициската форензика? Каде се тука наодите и заклучоците од медицинското вештачење? Каде се тука траговите на кривичното дело? Знаете, во филмовите, оно во кеси што се става со ракавици кога се разбира, одадува. Знаат и слушате. Тие три елементи ни фалат, или поточно полицијата и обвинителството се избрзаа, даваа констатации кога тие не беа завршени, бидејќи дури сега гледаме дека медицинското вештачење не е завршено. Вчера имаше такви искажувања. А полициските форензики за пиштолот, за траги други, за предмети најдени на местата на извршување на кривичната За дела. слушателите само да констатирам, значи медицинската медицински форензика или е значи на прво место. Значи тоа треба прво да се види за да може понатаму да се работи. Така разбирам? Не, тоа е во поглед на штетата, на крајната последица на смртта. Значи, добро. Подеднакво се полициските форензики на добро. трагите на извршување на кривично дело и медицинското вештачење. Подеднакво се важни тие. Тие се подеднакво важни, а различни експерти ги извршуваат, група на експерти, ама кога тие ќе се вкрстат заедно со видливите, пазете, откриените, третираните, анализираните траги на кривичното дело, се доаѓа до една вистинита рамка на начин, време, место и кои се извршители на кривичните дела за кои зборуваме. Полицијата и обвинителството избрзаа и фактички ништо точно не ни кажаа. Еве се одиме на второто прашање. Имате ли снимки од возилово од Citroen? Министерот рече. Не, возилото е покасно пријавено. Брука невидена. Брука. Кога? Еве како оди постапот. Кога член на фамилија, сосед или граѓанин ќе пријави исчезнување, право се вели, а потоа кога имаме индици грабнување на лице, прво се оди на лице место каде живее лицето. Се испитуваат комшиите, роднините и се бараат траги на извршување на кривично дело. Полицијата ништо не ни кажа каква е состојбата во неговиот дом, уште помалку ни кажа каква е состојбата на местото каде што бил закопан, и ние немаме ништо информации за тоа. На 27 се открива второто убиство, се гледа дека се користи некое возило, ако воопшто гледале на снимките, они на втори и на трети ни дават одговор на првата конференција во понеделникот, велат, вика, не се пријави, вика, нестанувањето од земањето на патничкото моторно. Како бре? Одма одиш во полиција, во регистарот на да видиме дали, еве пример ќе зборам, дали Јицо или Сотир Костов имаат патничко моторно возило. Ако имаат, го наоѓаме и го бараме. Поготово што тоа е карактеристично возило, поготово што тоа е стар модел и тоа е многу лесно ќе отскака од контекстот на денешните модерни возила. Зборуваме за Citroenот. За Citroenот зборуваме. Тие не го пронашли. Ај сега да збориме за Канго Реното, комбето напрече одеше во овие снимки што сега ги добивме од новинари. Еве зошто не го следеле собственоста, чие, за да одма откријат по широкиот контекст на луѓе од каде можат да дојдат сторителите. На првата конференција и за тоа возило не се зборува, ние дури од после 4-5 дена во снимка го добиваме. И што добиваме? Собственик е некоја жена, член од политичката партија на главно осумничениот кој веќе е во бегство, а сега веќе во екстрадационен затвор. Тотален дебакл. Тотален дебакл. Зошто ова се прави, мене не ми е јасно. Зошто на еден начин ние велиме истрагата е швајцарско сирење, мене уште по не ми е јасно, ама во позадината, кога излезам од областа на правото, знаејќи ги односите на главно осумничениот, ја него го познавам од 98-99 година.
До пред 5 години сум се гледал со него, кога видел што се ни направи, а и ти беше присутен тогаш кога плачевме пред собрание, кога протестиравме за името за промена на уставот, кога се обединувавме, каде и да се појавеше, не успеваа работите, само толку за сега ќе кажам. Јас со право ви кажувам дека тој човек е продукт на домашните служби, тајни, какви сакате да ги речеме, разузнавачки, контраразузнавачки и странските. И сега, Бубе едно време кога велеше, доказите од вештачењата и исказите, пази сега, еве ја четвртата грешка, или третата поред како е, се базираат на исказите на тројцата осумничени соучесници и најверојатно соизвршители, минус таткото, он е уште енигма, он порекнува, да знаеме, он порекнува. Докази не презентираа за него. Немаме во јавноста негов исказ, немаме исказ на бившата му сопруг, немаме исказ на малата керка, немаме исказ на комшии, немаме исказ на роднини, кои ќе не запознаат, и ја него се уште го водам под наслов мистерија, малку чудна работа, ама ајде ќе видиме што ќе испадне. Ќе видиме како што ќе испадне. Значи, и тука имаме чудни работи, како може еден обвинител, ама јас го познавам, млатен, искусен, испилен, изнедрене од СЈО, и да зборуваме за Гаврил Бубев. Бубевски, ја Бубе го викам него, Бубе ја го викам него, и сега пазите, он вака вика, и кога тоа ќе споредиме со исказите, ги става на преден план исказите, но а законот вака вели, осумничено лице, пријавено, осумничено, истражувано, судено лице може да не ја зборува вистината. Може да зборува работи во свој интерес, бидејќи законот му го дава това право. И од него, од такви искази, во последна инстанца се влечат факти, докази или индиции, само за да се споредат со непобитните факти. А никако на нив не можеш ти да се подпреш, па иако бидат класични самопризнавања, а сега веќе се претпоставува дека под принуда били испитани. Обдуцманот ќе оди деновиве да ги посети, да види каков е односот, ги видовме обричени, што покажавме со тоа дека сме нехумано општество. За да некој не мисли дека ги бранам. Палче од вас сме со тоа. Мораше да имавме еден цивилизиран однос кон тие сторители, зверови, еве ја слободно. Ја не сум министер, ја можам да ги наречам криминалци кои на монструозен и зверски начин извршиле кривично дело на малолетник и на пензионер, и вокабуларот е тој и го подпишувам јас. Ама односот на општеството, на државата, на системот и на институциите мора да е људски, мора да е хуман. Уште ме интересира. Да, господин Костов. Ово да докажам. И он вика, нема бегање. Како нема бегање кога овој им избега? Овој прво им избега. Баш тоа беше прашањето му е. Тој се шеташе низ Скопје 2-3 дена и си замина од Македонија, од Скопје со возило до Белград, па од Белград преку Бугарија. Како може, например, да не го знаат, да не го видат тоа преку пак оние Safety City, што е Safe City. Не, тука е веќе гранична полиција. Граничната полиција. Тука веќе е системот на евиденција. И тоа е пропуст. Ама се претпоставува под број 2. Под број 1 пуштене да избега. Ја со голема веројатност ова го кажувам. Под број 2 користел тук идентитет или лажен идентитет и пазете, тоа е можно тогаш. Добро. Тоа има брадичка, рецимо ако не вози, ако е на задно седиште, денеска знаете границите се порозни, United Europe, ова, па и ние измислуваме со лични карти, поминуваме, ти реков ми рече меѓугранична соработка, можно е да поминал со лажен идентитет. Можно. Ама чекај, сите, ја не сум дете, ти не си дете, сите фатени, он не фатен. Како е можно и тоа? Ако разбрале во ист момент за евентуално нивно инволвирање во 4 кривични дела, 2 грабнување, 2 убиства,
А не можеш ти едните да ги фаниш, други, тоа е сите да ги фатиш, само едни да ти избега, а тој случајно или не е главниот инспиратор, главниот организатор и главниот извршител, а ја би рекол екзекутор на два животи, прекинал еден млад живот, во цветот на младост, едно девојче од 14 години и една ранлива категорија пензионерот на 4 години. Не, тука те молам, одговор нема на ова. Добро, Ова имаме уште веродостоен. 6-7 минути, сакам да Па објаснам. кажувај се што друго те интересира. А, Значи, мене ме интересира, верувам дека и јавноста интересира, пардон, знаеме Да. дека е притворен Љупчо Палевски Палчо и осомничен како организатор на сите овие работи, настани што се случени. да, Сега тој е во затворот за екстрадирање. да. Спрема законите од она што читав јас, што слушав, се советував со луѓе, Палчо може да остане таму долги години, да не се врати во Македонија. Како работаат тие меѓународни организации? Како прво, Да. Турција е со малку покомплициран екстрадицијски систем. Го нема системот на Европска Унија или системот на Македонија кој е апликант за Европска Унија, ама и тоа не е ништо страшно. Малку е побирократски и во 3 фази е системот, нормален си е системот, но од старт пак не ни чини работата. Министер кажуваше дека се работи за монструм и за малууме. Тоа не смее да го каже, бидејќи некој ќе извлече дека тој човек нема пресметливост, ке тој човек не можеш утре да најдеш вина. Второ, зборуваше непотребно за политички радикални партии, за дерегистрирање од регистарот судски, некој веднаш ќе стави линк политички прогон дека е. А во случајов не. Министерот Лога за 5 дена ќе не биде вратен, ќе го добиеме, ќе биде казнет ова она. Значи, видни, нешто слично каже и обвинителот Бубески, ама нешто поблаго. Значи, одговорните луѓе во првите луѓе уствари, во Министерството, во обвинителството и Министерството за правда не внимаваа што зборат. Турција, сега ќе ви кажам што све треба да провери и Само за да имаме не го уште пушти. 5 минути. Кратко, ама сега тогаш ајде да прекинам тогаш. Не да прекиниш само... Треба да провери Да. дали е турчин, дали е државјанин на Турција. Не е, ја еве и ќе одговарам, не е. Дали делото е извршено на територија на Турција? Не е. Дали се оштетени турски државјани? Не е. Дали се засегнати турските интереси? Не е. И треба последното, ама во случајов е битно, дали врз него се врши политички прогон во домицилната му држава? Јас тврдам не се врши политички. Напротив, тој е заштитен. Тој е заштитена зверка под наводници. Кога сето тоа ќе го провери Турција, треба да ни го испорача, а еве како е. Прво одлучува Министерството за правда, па совет на министри, таа е меѓуфаза, и на крај политичката одлука се носи или во влада, или во парламент, или председателот на државата. Сето е остварливо, нашите треба да вршат благ притисок со факти, аргументи преведени на турски, аплицирани, доставени таму, и лично мислам ќе биде Палчо да донесен во Македонија и испорачан. Нема да биде брзо, гледајте, му одредија 40 дена екстрадиционен притвор. Значи, најмалку што може да биде, ќе биде он тој 40 дена во екстрадиционен притвор, а јас се надевам, познавајќи го како функционира Ердоган, председателот на Турција, дека можеби ќе има слух таа работа побрзо да биде завршена, да им даде налог да завршат побрзо, од причина што ние во последните 2 декади со Турција имаме многу добар политички односи и врски. Треба да се надеваме дека ќе не биде испорачен. Ај сега да гледаме лошата слика, негативната. Од Маđarска имаме неиспорачен човек. Од Грција имаме 2 неиспорачени. Од Шведска имаме 1 неиспорачен. Тоа се 4 луѓе кои ги бара нашето правосудство, се неиспорачени со години веќе, а тие 3 држави се членови на Европска Унија. Турција не е член на Европска Унија. Турција важи како некоја мека диктатура, како авторитарен систем. Ако тоа го додадеме на преден план, шансите да биде испорачен е мала. Треба присебност, треба една експертска група да појде кај колегите у Турција, да им го образложи случајот и усно. Тоа не е молење, него да им образложи за профилот на извршителот, белјата направена во Република Македонија,
психозата во која се наоѓаме, стравот кој ни е издигнат, хаотичната состојба што е направена со тие две убиства и да ги увери своите колеги дека тој човек треба да биде суден во Македонија и дека тој човек има фер и демократска, тоест постапка базирана на законот за кривична постапка и кривичниот закон и уставот на Република Македонија. А да не забораваме, тој човек и неговите помагатели, соизвршители, неприкосновеноста, најголема вредност ја уништија два живота и слободата и правата на луѓето исто на високо ниво издигнато. Тие се моите констатации и со се гледам ме брзаш нешто, ама тоа е тоа. Господине Костов, брзам затоа што имаме 2 минути, ќе ни превземат програмата, ќе ни превземат. Ајде. Констатација дали можете да направите, станува ли убиството беше за користолюбие или ова убиство е политичко убиство местено заради некој? Сите индикации кажуваат дека не е убиство од користолюбие и едното за малата сигурно за малолетничката, за пензионерот имам резерва, ако се докаже дека се работи за 500 евра, ама тие се шпекулација, тие не се докажани, или одземање на колата. Има тука некој вид користолюбие, до сега не потврдено. Јас тврдам дека се работи за убиство извршено на свиреп и монструозен начин, тоа се е предвидено во кривичен закон, а во случајот на малата убиство извршено на женско лице и малолетно лице. Чиста ситуација. Не треба ништо специјално да се докажува, само доказите да се изведат на суд, суд да ги цени и да се донесе мериторна пресуда за извршителите, свирепи извршители кои воведоа ја инкриминираа политиката и направија инструментализација на политиката во криминалот, ама сепак тврдам дека тоа не е политичко убиство, бидејќи за политичко убиство треба други елементи да има, тоа веќе ќе биде граница на тероризам, а единствено еден од извршителите е лидер на политичка партија и тоа му дава една нотка на дека се работи за некој си политички криминал, ама само од аспект на извршител, а од аспект на каузална поврзаност, причини и последици, мислам дека не е политичко убиство. Луѓето што се убиени не се инволвирани во политиката, се граѓани кои живееле, слободно се движеле во државата Република Македонија и животот и слободата им е одземен со грабнувањето и со убиството. Добро, господине Костов, ние имаме уште 10 секунди, јас многу ви благодарам. И до слушање, благодарам што ја објаснивте ова. Да сте ми живи и здрави сите. Благодариме многу и до слушање, до гледање, пријатно.